5 декември 1994. Лидерите на Украина, Русија, САД и Велика Британија го потпишаа меморандумот од Будимпешта. Стивен Пайпер помогнал да се преговара за договорот. САД, Велика Британија и Русија се одврзаа да ги почитуваат суверенитетот, независноста и постоечките граници на Украина и се обврзаа да не користат сила или да се закануваат дека ќе употребат сила против Украина. Украина, која го наследи третиот по големина нуклеарен арсенал во светот по распадот на Советскиот сојуз, се согласи да ја пренесе целата нуклеарна муниција во Русија на демонтирање и да ги деактивира своите силоси за лансирање. Научникот од Харвард, Маријана Буџерин, напиша книга за тие настани. Имаше и други делови од него, како што се финансиската и техничката помош и делови за економска помош во нуклеарниот договор. Во 2014 Русија го анектираше Крим од Украина и потикна сепаратистичко движење на исток. Во неодамнашно соопштение, Украинското министерство за надворешни работи го нарече меморандумот од Будимпешта тестамент на кратковидоста во донесувањето стратегиски безбедносни одлуки. Украинскиот министер за надворешни работи Андрей Сибиха донесе копија од меморандумот на состанокот на НАТО неодамна. Овој документ не успеа да обезбедат украинската безбедност и трансатлантската безбедност. Значи мора да избегнеме повторување на такви грешки. Киев вели дека единствената вистинска гаранција за безбедноста на Украина и одвраќање на понатамошна руска агресија е членството на Украина во НАТО. Петро Порошенко, лидер на украинската опозиција и поранешен председател, се согласува. Сметајте го потписот на поканата за НАТО како продолжување на обврската на нашите партнери, вклучително и САД кон меморандумот од Будимпешта. Ова беше предуслов кога Украина доброволно се откажа од третиот најголем нуклеарен арсенал во светот. И Буџерин и Пайфер велат дека во времето на меморандумот на Украина и биле потребни повеќе економски и технички средства за одржување и развој на својот нуклеарен арсенал како пречка за Русија. Сепак, вели Буџерин, Украина можеше да инвестира повеќе во своите конвенционални војни капацитети. Ниту еден документ, без разлика колку е правно обврзувачки, колку и да е добро напишан и цврст, не е доволна основа за национална безбедност. Мора да бидете во можност на вистина да инвестирате во сопствената одбрана и националната безбедност. Пайфер вели дека меморандумот од Будимпешта не е единствениот документ што русите го потпишале и прекршиле, што отвара прашања за идните договори со Москва. Тоа беше и во руско-украинскиот договор за пријателство, соработка и мир од 1997 година. Тоа беше на неколку други документи каде руската влада јасно рече: ја признаваме Украина во границите од 1991 година. Прекршувањата ја покажуваат и кревкоста на меѓународниот безбедносен систем, вели Буџерин. Неговото функционирање е исто толку зависно од тоа што државите доброволно наблюдуваат, но исто е така што државите реагираат на адекватен и доволен начин на прекршувањата. Руските власти ја обвинуваат Украина и незините партнери за прекршување на меморандумот од Будимпешта, бидејќи како што велат, проширувањето на НАТО ги загрозува руските безбедносни интереси.